Со разговорот во студиото во наредните минути ве носиме во срцето на југоисточна Македонија, каде природата, трудот и културата создаваат посебен идентитет. Град сместен на падините на Плачковица, град на вредни луѓе, потоа силна економија и богата традиција, препознатлив по рудникот Бучим, по земјоделството, но можеби најмногу по спортот, спортскиот дух и заедништвото. Мои денешни гости се господинот Љупчо Почивалец, градоначалник на Радовиш, господинот Славчо Тодоров, од управниот одбор на Боречкиот клуб Бучим и Наумче Трајанов, тренер во Боречкиот клуб Бучим. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро најдовме. Се радувам дека убаво се чувствувате во студиото и ќе си направиме еден убав разговор во кој што ќе дадеме малку повеќе осврт кон спортот како еден од белезите препознатливи токму за градот Радовиш. И ќе почнеме со спортот како обележје на градот. Боречкиот клуб Бучим Радовиш со години е гордост на градот и на македонскиот спорт, со бројни медали, титули и многу млади таленти. И всушност овој клуб континуирано низ годините го потврдува својот квалитет и посветеност, поставајќи силен белег на домашната, но и меѓународната боречка сцена. Но ајде да ми кажете вие како прв човек на градот, што значи овој клуб за Радовиш? Благодарам, значи еве на почетокот ќе ми дозволите да сите граѓани на Република Македонија од православна вероисповед и го честитам големиот христијански празник Божик, да и посакам пред се здравје, среќа, мир, благосостојба во нивните семејства и секако да се надеваме на една поуспешна 2026 година. Што се однесува до Боречкиот клуб Бучим, да, тоа е бисерот и на општина Радовиш на Радовиш, меѓутоа и на Република Македонија, бидејќи преку истиот го имаме постигнато можеби најголемиот спортски резултат во нашата држава од нејзиното осамостојување, а тоа е 95-та година како европски шампиони и 96-та година како светски шампиони. Тоа е нешто што на Радовиш му дава посебен белег, пред се затоа што тој белег и до ден денес се уште стои во општина Радовиш и еве во чест на тоа, неодамна на 20 декември, во Радовиш на една преубава позиција е поставено спомен обележје на тој настани таа 95-та година, која што ќе имаме прилика сигурно да видиме дека... Имаме подготвено инсерти, ќе ги погледнеме секако. Имаме прилика да видиме дека тоа е сепак белегот кој што општина Радовиш ќе го овековечи за воиднина дека се има случајно еден преубав настан за општина Радовиш. Инаку убаврењето и до ден денес и во изминатите години, значи му се дава исто внимание и се посветува внимание на дечињата кои што сакаат да тренират и тоа е еден од врвните спортови во општина Радовиш кој што го имаме и ден денес. Господине Славчо, Радовиш испише уште една значајна страница во својата историја со свечена церемонија, како што гледам и од инсертите, беше отворен споменикот на спортот, символ на спортскиот дух, успесите и генерациите спортисти кои со години го промовирале градот во земјава и во светот. Ова е потврда за успесите, но и одговорност да продолжите и понатаму да го одржувате овој спортски дух и овие успеси. Така, благодарам за поканата. Боречкиот клуб ова година прослави 30 години од освојувањето на европската титула и за нас како членови на Боречкиот клуб и за идните генерации чинот поставувањето на споменикот е од големо значење и голем мотив за младите борачи кои се бават со овој спорт да продолжат и да можеме да освоиме уште некоја голема меѓународна, европска или да се надеваме и олимписки медал.
Основата ја имате, предходните успеси се веќе потврдени и докажани, предизвикот е пред вас да продолжите понатаму поуспешно, нели да работите и да освојувате нови успеси и победи. Господине Наумчо, овој споменик е траен белег, би рекла, на трудот, посветеноста, но и љубовта кон спортот, но и признание за сите оние кои преку спортот го граделе идентитетот и угледот на Радовиш. Ќе продолжите ли се посилно темпо да го задржите овој спортски идентитет и углед на градот? Да, овој споменик представува големо обележје за таа измината златна генерација која го представи Радовиш секаде во светот и е голем предизвик да се доближиме барем до тие резултати, да работиме помотивирано, за да можеме да го представиме градот преку истиот спорт што некогаш беше голем символ. Не би представиле вистински атмосферата од настанот, доколку не ги покажеме и пораките и не ги слушнеме пораките што беа испратени од овој значаен настан за градот и неговите граѓани. Би сакала сега да ја слушнеме и пораката што ја упати господинот Шабан Трстена, македонски олимписки шампион во борење. Пред 30 години ове шампиони, херои што се позади мене пред вас, ја напиша најголема спортска историја од кога постои Македонија и у независна држава. Од овој град, заедно со вас, напише во спортска арена, како што видите вие ово сликата, меѓу 10.000 граѓани ја слава најголемата титула во државата, во нашата нација, со 2 титули. Тогаш другите спортови не знаеле што е титули, европски, светски прваци. А Радовиш веќе го имале тоа. Пред 30 години станал и европски и светски прваци. Затоа денеска, поштувани граѓаните, татковци, мајка, деца, внуци, пред 30 години ово што се позади шампиони биле сами, млади, не жените, немали деца. Денеска овде во срцето на Радовиш дојдели со внуци, со неговите деца, да го слават овој историски ден, да го слават и да го памтат дека овој град беше и се бореше до последни минути, секунди се бореше за титула. Ова не е само камен или железо, почитувани граѓаните. Ова е пот, ова е борба што се бореле за нашата нација, за државата. Ова е што гинале за да ве радува вас, а за ово и пред 30 години, и за овој денешниот ден, веќе го кажале и нашиот спортски новинар, визионерот, архитектот, што не го направи не само вас, го направи гордост целата нашата нација на Македонија. А кој е тој човек? Деца, немој да го заборавате. Без тој човек и вашите татковци нема да бидат светски шампиони. Тој човек е тука, пред нас. Тој човек е роден во вашата земја. Овде у Радовиш, овде во срцето на вас. Тој го направи ово, успомене што е тука. Ово успоменем, памтите добро, ние еден ден ќе бегаме од овој свет. Ама овој ќе останува стално. Секој дете кој ќе роди тука, ќе расте, ќе го памти ово на владност на овој човек што е тука пред нас, доктор професор Чифлиганец. Да, ова беа искрени емоции, искрена порака упатена до граѓаните, како што слушнавме овој споменик на спортот, ова спомен обележи во чест на градот кој некогаш со клубот Бучим стана светски шампион во борење, а е донација од господинот Ванчо Чифлиганец. Пајде да ја слушнеме и неговата порака.
Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на добрите зборови, некој се чувствувам и непријатно, затоа што таков голем резултат што постигна Радовиш, што постигна Македонија, не требе еден, двајца, тројца, не требе 10-100. Требеше илјадници луѓе да се мобилизират, да поддржуваат. А тоа беа љубителите на спортот, спонзорите, спортските работници, тренерите, докторите, спортистите, борачите. Од оваа место секојаш со го тоа потенцирал и сега го истакнува. Големо фала, Господ да ве чува, но Господ да бидете благословени сите тие граѓани учесници во европска светска шампионска титула. Ова обележие е светилник на идните генерации да се напреваруваат во светот со вредности, со човечност, со знање, со спортски дух, а не со војни, и нека биде светилник на идните генерации на Радовиш, на Македонија, Европа и свет. Градоначалник, забележуваме дека големи се емоциите кај сите присутни на овој свечен настан во Радовиш. Одлична завршница на годината што ја испративме и одлична најава за убав почеток на новата 2026 година. Да, така беше, еве само ќе ми дозволите во една реченица да искажам огромна благодарност пред се до вредните рудари на рудникот Бучин во тој период и раководството на истото на чело со тогашниот директор Ванчо Чифлиганец, кој што сигурно најголемиот удел и најголемиот подвиг за тој успех е точно баш нивна заслуга и затоа и да искажам исто така и огромна благодарност за донираното спомено обележие на општина Радовиш и на рудникот Бучин, кој што заедно со општината направи еден спомен кој што верувам дека ќе остане како обележие многу децении пред нас во иднината и ќе биде белег на еден голем успех не само на Радовиш и борењето, него и на борењето на Република Македонија. И бидејќи сте прв човек на општина Радовиш, покрај за спортот би сакала малку да проговориме и за работата на локалната самоуправа и би ве прашала со што Радовиш денес се издвојува на локално и регионално ниво од другите градови и како тече локалниот развој и инфраструктурното уредување на градот, колку досега е направено на овој план, колку сте задоволни, како се развива градот и секако кои се вашите планови во оваа 2026 година? Благодарам. Значи, Радовиш, не затоа што јас сум градоначалник, меѓутоа Радовиш и општина Радовиш е едно преубаво место, кое што инфраструктурно е доста да ви кажам позитивно развиено, меѓутоа сепак дали е доволно, ќе кажеме дека не е доволно и дека се уште многу треба да се работи. Во периодот што следи се надеваме на поголеми инфраструктурни проекти. Еве сега имаме во тек поголеми капитални проекти во општина Радовиш кои што се во изградба. Градскиот пазар е во самата завршна фаза и се надевам дека еве во текот на оваа 26-та година ќе имаме прилика заедно и вие да бидете наши гости и да можеме заедно да го одбележиме пуштањето на овој преубав капитален објект за Радовиш, бидејќи веќе повеќе децени му требаше еден ваков објект. Имаме исто така во тек на изградба еден мултифункционален центар, или тоа е во центарот на градот една стара стоковна куќа, која што исто така е во реконструкција и треба да прерасне во еден преубав мултифункционален објект на градот. Реконструкција на Центарот за култура, меѓутоа инфраструктурата е таа која што континуирано треба да се и обновува, меѓутоа и доградува зависно од проширувањето и развојот на градот. Радовиш има потенцијал и сметам дека со една добра динамика и со еден добар план, сметам дека Радовиш може да го добие потребниот и саканиот лик, иако повторно ќе кажам, Радовиш и денес е преубав, меѓутоа мораме сите заедно да го развиваме повеќе.
Економијата е многу важна за развој на секој град, на секоја општина. Овде повторно ќе го споменеме рудникот Бучим, кој е од големо значење за локалната економија. Економијата и вработувањата на граѓаните се пак клучни за развој на една општина и подобри услови за живот на граѓаните. Каде ја наоѓаат Радовишани својата екзистенција? Каква е соработката со бизнис секторот? Се отвараат ли нови работни места и ги задржувате ли младите во градот? Да, најголемата компанија во општина Радовиш е секако рудникот за бакар Бучим. Меѓутоа имаме и доста транспортни компании, имаме и помали компании кои што си имаат своји сопствени вработени по 10, 20, 30 вработени и се надевам дека општината во периодот што следи треба да обезбеди пред се урбанистичка документација со цел да тие компании можат и да се прошируваат, меѓутоа и да се отварат нови капацитети, нови погони, нови компании. Тоа е и целта која што во периодот што следи ќе биде насочена, се со цел да можеме да граѓаните, можеме да ги вклучиме во процесот на производство и секако да се подобри стандардот на истите во општина Радовиш. Ќе ги вклучам сега и другите двајца гости во разговорот. Господин Славчо Тодоров, како член на управниот одбор на боречкиот клуб Бучим, директно е вклучен во работата. Па би сакала да ми одговорите на прашањето што го прави боречкиот клуб Бучим Радовиш еден од најуспешните спортски колективи во градот. И споменавте претходно, но би ве прашала уште еднаш, кои успеси и резултати се тие на кои што најмногу се гордеете во изминатиот период? Па не само во градот, туку и во цела Република. Боречкиот клуб е најтрофеен македонски клуб со освоена европска титула и со освоена светска клубска титула. Исто така, првиот олимписки медал од осамостојувањето на Македонија е освоен од борач на нашиот клуб, тоа е Богомет Ибрагимов, на Олимпијадата во Сиднеј 2000 година. Исто така освоени голем број на првиот европски медал од осамостојувањето, на првиот светски медал за сениори, исто така е освоен од нашиот клуб и сме биле домакини на голем број на правенства. Во 1991 година бевме домакини на Балканското правенство. Во 1998 година бевме домакини на Европско правенство за јуниори, на кој учествува над 30 земји. И домакини сме на 10 македонски бисери. Тоа е традиционален турнир во борење. Ова година е јубилеј, 50 и се надмислам дека ќе бидеме исто така домакини во Радовиш. Со што се гордееме? Се гордееме и со тоа што сме 13 пати државни прваци на Македонија и во поранешната држава Југославија. И голем број на медали од балкански правенства, од меѓународни правенства, а за државни правенства да не зборувам. Токму овие успеси кои што сега ги споменавте, всушност потврдуваат колку е важна работата со младите борачи и секако работата со школата за борење, за да може во идниот период да продолжите со исти вакви успеси. Каде ја гледате и како ја гледате иднината на клубот? Па, пред 30 години нашиот клуб имаше тренери кои беа докажани светски тренери од поранешниот СССР. До пред 10 години исто така имавме тренер кој беше од Грузија. Моментално имаме тренери од градот Радовиш. Тоа е доста тренерската работа е доста бара многу вложување, многу напор за да можете тие млади кадри добар резултат да ги усмерите кон реализација на успехи и постигнување на врвни резултати со кои што досега не нашиот управен одбор се работи и се надеваме дека ќе освоиме
во годините што доаѓаат и добри резултати. И бидејќи овде градоначалникот, морам да ве прашам каква е поддршката од општината и другите институции кои можат директно да ви понудат помош, а со тоа и кои се вашите идни планови и цели за развој и унапредување на клубот и постигнување на добри резултати? Да, па поддршката од општината е на високо ниво. Исто така генерален спонзор е рудникот за бакар Бучим. И имаме помош од повеќе фирми. Исто така имаме помош од Адора инженеринг. Со тоа можете да ги реализирате идните планови и цели? Да. Со оваа поддршка. Затоа и ве прашав. Исто така имаме поддршка и од Министерството за спорт. Така да мислам дека резултатите треба да бидат императив. Господине Славчо Тодоров, односно Наумче Трајанов, јас се извинувам, вие како тренер во боречкиот клуб Бучим имате навистина имате голем предизвик пред вас младите борачи да ги усмерите на вистинскиот пат за да го покажат својот вистински талент, а на тој начин да можат и да постигнуваат врвни резултати. Што за вас значи можноста да бидете тренер во боречкиот клуб Бучим? Можноста за тренер во боречкиот клуб Бучим е огромна чест, но и огромна одговорност покрај сите тие веќе што ги наброја резултати кои ги има постигнато боречкиот клуб. Значи престои еден голем предизвик да се работи со новите генерации кои би се приближиле до тој успех, би го подобриле и би освоиле многу поголем резултат. Но за тоа бара многу работа, посветеност, што јас лично како тренер ќе се потрудам и со останатите тренери што се во клубот и со поддршката од општината, управниот одбор на клубот, да се подобриме и да постигнеме некој добар резултат. Но како ги подготвувате младите борци за надпревари и турнири? Што е клучно за успех? Клучното за успех е многу работа, тренинзи, се подготвуваат со базични подготовки организирани од страна на клубот, учество на некои меѓународни кампови, кој што е многу од клучно значење, каде што можат борачите да сменат повеќе спаринг партнери, да разменат искуство на тие кампови и тука и учеството на турнирите доаѓа до напредок на самите борачи. Колкав е интересот кај младите во Радовиш за боречкиот спорт и покрај интересот дали има доволно потенцијал, дали во моментов има борци кои покажуваат потенцијал за врвни резултати? Интересот се подобрува во последните години. Значи, ако го споредиме со минатото, кога таа златна генерација ги освојуваше овие успеси, кога ние сите бевме деца, далеко сме од тој интерес, но полека се враќаат, има тоа покажува формирањето на мала група, помала возраст на дечиња кои пројавуваат интерес да се занимаваат со борење, така да и поголемите борачи кои се исто така надежни, кои се веќе државни прваци, кои учествуваат и на меѓународни првенства, исто и освојуваат медали од тие турнири. На тренинзите, покрај боречките техники и сето тоа што е дел од совладување на боречките вештини за понатаму постигнување на резултати, сигурно им давате и многу совети на младите. Па што е тоа што најмногу им го кажувате? Што е најважно за еден млад борец да напредува и да стане успешен? Значи, кога станува збор за младите борачи, бидејќи борењето представува за еден од потешките спортови, но е еден од најдобрите спортови за развој на човечкото тело, на развој на еден добар спортист. Значи, тоа дава и да и даваме на децата совети да се подготват и психички и физички преку различни тренинзи и покрај боречките захвати што се тренираат во борењето, се работи на многу гимнастика, кај што ги прави децата еластични,
се работи експлозивност, физичка сила се подобрува и така децата добро се развиваат. Добро е да се напомене дека покрај машките, веќе во нашиот клуб имаме и девојчиња кои доаѓаат и се занимаваат со овој спорт и истите постигнуваат солидни и добри резултати на домашно ниво, така и на меѓународно. Така да се создава еден дух за подобрување и развој на борењето не само во Радовиш, така и во Република Македонија. Да, од се тоа што го кажавте и од вашето искуство, потврдуваме дека спортскиот дух во Радовиш постојано живее низ годините, ќе продолжи понатаму и во иднина, а вие градоначалник како прв човек на општината, нели, во новата година си посакуваме многу убави желби и даваме голем број наветување дека сакаме да реализираме многу проекти за да го направиме животот во општината што е можно подобар. Која ќе биде вашата порака до граѓаните на Радовиш, но и на љубителите на спортот? Видете, желбите ни се секогаш големи и се надеваме дека од тие желби големи ќе можеме што повеќе да реализираме. Општина Радовиш и во изминатиот период, меѓутоа и периодот кој што следи, го поддржува спортот и не само боречкиот клуб Бучим, него поддржува и фудбалскиот клуб и ракометниот клуб, исто така и индивидуални спортови. Ние ќе продолжиме со финансирањето и поддржувањето на клубовите кои што ги имаме во Радовиш. И не само што Радовиш е спортски град, него главната цел е да нашите млади, иднината на државата, ја насочиме во еден правилен правец. Се надевам дека со спортот ќе можеме да офатиме што повеќе дечиња и да ги насочиме во едно здраво тело, во едно здрав развој, како на наши идни генерации, кои што ни е реално и главната цел. Спортот како спорт ќе го поддржуваме и се надевам дека во иднина ќе имаме многу вакви моменти со кои што ќе можеме да се пофалиме и со кои што секоја работа нормално, нели, колку е работата, толку си успесите и се надевам дека ќе имаме можност повеќе да работиме за да имаме повеќе вакви успеси како што еве денес во чест на еден голем настан пред 30 години разговараме за нешто што не само Радовиш, него и Република Македонија е горда на истиот. Господине Славчо, кој е предизвикот кој што стои пред вас во новата 2026 година и што ќе им порачате на младите кои што сакаат да се занимаваат со борење? Предизвикот пред нас е освојување на голем број на медали, голем број на меѓународни успеси, и на младите препорачувам да спортуваат не само борење, туку секој спорт што се спортува е добар за младите. И секако, господинот Наумче Трајанов, како тренер, тренерите се тие кои што треба да им ја дадат неголемата храброст и да ги бодрат борците во надпреварите и турнирите, кога треба да дадат максимум и дел од себе, нели, за постигнување на резултати. Која ќе биде токму вашата порака за младите и сите оние кои што сакаат да се занимаваат со борење и спорт генерално? Значи, да не се двоумат, да почнат да се занимаваат, да го одберат спортот борење и да видат која е убавината и бенефитите кои ќе ги добијат занимавајќи се со овој спорт. Значи, на сите им посакувам да се занимаваат со спорт, значи да се тргнат од модерните пороци, седењето на телефони и гледање телевизија и доста се бават со спорт, ама во спортските облужувалници. Значи, тоа да го занемарат, да ги посетат сите спортски објекти, а посебно, значи, клубови во борење има, за борење има во целата држава, каде што има големо присуство и на мали дечиња од најмала возраст, некаде од 10 до 12 години, и се организираат многу првенства каде што може да стекнуваат искуство и нови пријателства, другарчиња преку спортот. Благодарам многу за гостувањето, ви посакувам многу успеси во новата 2026 година, пред се успеси на кои што ќе биде горда цела Македонија. И благодарим на поканата.